Добар ден, еве го новото издание на Алфа Ординација, секако со нова тема, нов соговорник и очекуваме да земете активно учество и вие, драги наши гледачи, и се надевам дека заеднички ќе направиме уште една успешна емисија Алфа Ординација. Примената и бенефитот од кинезитерапијата е денешната тема. Наш гостин, соговорник е Бојан Цаневски, физиотерапевт, кој ни доаѓа од болницата Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Во запознавањето со гледачите, веднаш да кажеме дека вие сте физиотерапевти на нашата фудбалска репрезентација, па сите оние кои што активно следат спорт, сигурно некогаш ве виделе и на терените, но вашата примерна работа секако се болните во Аџибадем Систина болницата. Јас би сакала на почетокот на нашиот разговор да кажеме што е тоа кинезитерапија за сите оние кои што можеби имаат потреба од ваков вид на терапија, од ваков вид на лекување, да ги запознаеме подетално и секако да можат потоа да се обратат и да го најдат олеснувањето во она што значи повреда или нешто слично за што ќе зборуваме денеска. Така, најпрво да кажеме дека кинезитерапијата е медицинска гранка од физикалната терапија. Тоа е вид на лекување со движење. Впрочем, кинезитерапијата потекнува кованица од два грчки збора, кинезис, кој значи движење, и терапија, кој значи лекување. Сега, за да движењето има тераписка вредност, многу е, значи потребно е да биде добро проучено, правилно дозирано и стручно спроведено. И во исто време да се пратат потребите и состојбата на пациентите. Кинезитерапијата може да биде усмерена во правец како тераписка задача, односно процедура, како дополнување на одреден вид на лекување, или да биде самостојна тераписка активност. Самата кинезитерапија може да се применува и во неколку сфери, односно во превенција при деформитети и заболувања, може да се применува при лекување на оштетени функции на локомоторниот апарат и за развивање и враќање на функциите на локомоторниот апарат. Најголем, значи кинезитерапијата има огромен спектар на употреба, секојдневно го се случува, секое движење представува еден вид кинезитерапија. И затоа во медицината кажавме дека кинезитерапијата е лекување со движење. Кога некој ќе каже дека оди на физикална терапија, тоа значи дека на него се применува кинезитерапија. Вака, точно токму така, значи кога некој пациент во клиничката, ќе земам пример во клиничката болница Аџибадем Систина, доаѓа на физикална терапија, прво мора да биде прегледан, ординиран од лекар специјалист по физикална терапија, кој ја одредува терапијата, што треба да спроведе физиотерапевтот. Покрај стандардните најчесто електропроцедури, кај што има индикација да се спроведуваат такви процедури, се завршува обавезно, значи скоро во кај секој пациент се применува кинезитерапија, односно вежби за подобрување, за зајакнување, за мобилизација на самите пациенти. Односно да го постигнеме тоа што кај самиот пациент представува проблем или не може да го обави самостално. Затоа сме тука ние физиотерапевтите, едуцирани за да го спроведеме тоа движење, за да го подобриме здравјето на пациентот. Така, во овој општ дел на објаснување на терминот и на практичната примена на кинезитерапијата, што можеме да кажеме која е практично целта на кинезитерапијата? Вака се, значи са кинезитерапијата има, како да кажам, повеќе цели. Општите цели на кинезитерапијата се подобрување на движењата и функцијата на зглобовите, зајакнување на мускулатурата и зголемување на мускулната сила. Потоа имаме одржување на правилната позиција, правилното држање на телото и имаме истегнување на скратените мускули. Потоа имаме
мобилизација на самиот пациент, како што спомнав претходно, и подобрување на издржливоста и координацијата кај самите пациенти. Тоа се општите цели на кинезитерапијата, меѓутоа имаме и цели на кинезитерапија во фаза на имобилизација, односно кога самиот пациент е имобилизиран или, ајде не кажам, неподвижен. Овдека примерната цел на кинезитерапијата, да кажем дека се изведува при пасивни и потпомогнати вежби, се подобрување на васкуларизацијата на самото место и со самото тоа доведува до стимулација на регенеративните процеси. Исто така со целта на кинезитерапијата во фаза на имобилизација ние да се спречи атрофија на повредените мускули, да се спречат додатни контрактури и да се подобрат локомоторните функции на неоштедените сегменти на локомоторниот апарат, на трупот и на телото. Така. Врз основа на ова што го кажавте, ајде да кажеме која е примената на кинезитерапијата кога зборуваме за области во медицината. Вака сега, кинезитерапијата има огромен спектар на вежби, на огромен спектар на движења, кои што се употребуваат секојдневно, не само во медицината, туку и во секојдневниот живот. Со оглед на тоа што секоја наша активност представува одредено движење, кинезитерапијата е неопходна компонента, повторно ќе речем, и во медицинските гранки, како што се травматологијата при сите тие травматски повреди, скршеници, контузии, нагмечување и така натаму, кои што можат да бидат и од спортски карактер. Потоа имаме во ортопедијата, при вградување на ендопротези, при кинезитерапијата исто се спроведува и при кај дечиња, да речем, во помала возраст, кај што, односно во рана, во предшколска возраст и во школска возраст, за кај што имаме деформитети на рабет, стекнати или вродени, сколиози, кифози и така натаму. Потоа се применува при неврологијата и кај што имаме или при, да речеме, при повреди или состојби на периферните нерви, како што се лумбоишијалги, цервикобрахијалги, како што се пареза или парализа на нервус фацијалис и на централниот нервен систем, каде што како што се цереброваскуларни инзулти и мултипла склероза и така натаму. Исто така, кинезитерапијата има примена и во ревматологијата, меѓутоа не во оние акутни фази на ревматоиден артрит, туку да речеме одреден вид на артрози, коксартрози, периартрити и така натаму, каде што ни е назначено од самиот доктор или ординирачки доктор да внимаваме, значи да треба да помине таа акутна фаза, да помине воспалението, па да се применуваат кинезитерапија, односно движење во тие зглобови. Исто така, во медицинската гранка и на хирургијата, кај сите пациенти, кај што треба да имаме, да го мобилизираме тој пациент после одредена хируршка интервенција, доколку дозволува самиот хирург, меѓутоа, дали нема тоа да биде можеби првиот час, 2-3 или 24 часа. Меѓутоа, по негова зависи од самата состојба исто така на пациентот, дали е живото загрозувачка или така натаму. Значи, индивидуално има примена и кај деца кај работа со деца со посебни потреби и при спортските повреди. Нашите гледачи се нетрпеливи од оваа широка лепеза на примена на кинезитерапијата. Еве, веќе се најдоа кој, каде и зашто му треба. Ајде да ги чуеме прашањата. Добар ден. Добар ден. Поздрав, Жаки, до тебе и до вашиот гостин, исто така волен поздрав. Сакам да ве прашам нешто, дали вратило како вратило спаѓа во кинезитерапија, зашто јас дома имам уградено вратило, а исто така имам и дископација на силите прслени, значи од горе до доле. И сега јас порано така се бесав на тоа вратило, ама сега добив болки во зглобовите горе што е на рамењата. И сега не можам параците да ги кривам да го стигнам вратилото.
Дали со тоа, дали, ствари ја не сум се консултирала со доктор, дали со вратилото си правам подобро или полошо, пошто тоа е на моја рака направено, тоа ме интересира, и дали тоа вратило, ако е правам добро, дали тоа вратило помага за горниот дел или само за долните прслени. Е, толку поздрав многу, имајте убав ден. Поздрав, убав ден и за вас. Поздрав до пациентката, до госпоѓата. Вака, вратилото не спаѓа во кинезитерапија, меѓутоа вратилото спаѓа како додатен елемент за да се спроведе кинезитерапија. За да одговориме дали самото вратило предизвикало одредена болка или нелагодност кај пациентката, ќе мора да се обрати кај доктор, физијатар или ортопед, за да процени од кој степен и поради што настанала таа болка. Вратилото, ако вратило, истегнувањето на вратилото, значи не може да се работи на своја рака, значи мора да биде како да кажам под надзор на физиотерапевт или да се демонстрира од страна на стручно лице. Така. Предходно да се објасни како треба да се употребува вратилото. Инаку пак ќе речем повторно да се обратите на физијатар. Така, за да нема поголема штета и да биде поспокојна компликации, за да можеме после тоа слободно да оставиме да го користите, да речеме вратилото, меѓутоа многу поедноставна варијанта се пошто реков дека имате болки во вратот и во лумбалниот дел на ребетниот столб, многу е подобро да се имаме едуцирачки вежби кои што ги прават едуцирани физиотерапевти, специјализирани за истегнување, раздвижување и зајакнување на цервикалната и лумбалната паравертебралната мускулатура, кои што во првите неколку дена се работат исклучиво под надзор на физиотерапевт, кој што ви едуцира, како вие понатаму да продолжите да работите вежби во домашни услови. Така, за да не ја мислам гледачката, задолжително како домашна задача еве даваме да поиде кај соодветен лекар за да испита целата ситуација. Да се види од што е таа болка, од што се јавила таа болка, доколку нема контраиндикација, може слободно да користи вратилото за истегнување, да речем. Така, добро. Време е за вестите во минута, ќе продолжиме откако ќе ги погледнеме најновите вести од светот и земјава. Еве не назад во студиото на Алфа Ординација. Бојан Цаневски, физиотерапевт од болницата Аџи-Бадем Систина е заедно со нас. Примена и бенефит од кинезитерапија е денешната тема во Алфа Ординација. Да го чуеме следниот гледач и неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да го поздравам докторот и да не должам многу, сакам да прашам, јас сум опериран од кауда еквина. Знае докторот што е. Физиотерапевт. Дали кинезотерапија би помогнала во опуштање на мускулатурата на дел на скочниот зглоб, кај што највише го осеќам последиците од кауда еквина. Моментално и носам перониуси на стапалата, знае доктор зашто станува збор, дали би помогнала ова кинезотерапија околу опуштање на овој вид на кауда еквина? Така, веднаш да кажеме дека станува збор за физиотерапевт, не доктор. Сега да го чуеме одговорот. Во на пракса они знаат сигурно. Да, еве ќе чуете што ќе ви каже. Благодарам до гледачот, поздрав. Кај ќе вика, значи мора повторно да дојде да се јави пациентот кај физијатар, кој што ќе направи проценка на самата состојба, општа состојба на дијагнозата на самиот пациент и секако дека кинезитерапијата, одредените вежби кои што ќе помогнат за подобрување на функцијата на подобрување на нормалната функција на пациентот во секојдневниот живот. Нормално, доколку има индикација, ние сме тука, стоиме на располагање, вежбите ќе бидат или кинезитерапијата ќе биде спроведена на најдобар можен начин со цел да пациентот се подобри состојбата. Значи во секој случај физијатарот одредува дали зависи во која фаза е
со постоперативна како да е квина и според тоа правиме проценка дали и колку може да помогнеме, а во секој случај може да се помогне само. Битно е да им кажеме на нашите гледачи на своја рака, без претходна едукација, да не прават никакви вежби, ниту да користат било какви средства. Добро е да се јават кај физиотерапевт, а потоа вие ќе им ги покажете вежбите кои што... Значи, ја се јават кај физијатар, потоа физиотерапевтот ќе ги спроведе вежбите, пошто самиот пациент кажа дека носи веќе перонеус апарат, кој што тоа значи дека треба да се зајакне, ајде не речам, да кажам, мускулатурата на подколеницата, за да може пациентот да што поскоро, постепено да го отфрли да помагал. Така да. И секако ќе има бенефит од кинезитерапијата. Во секој случај. Добро, ајде да кажеме кои се облици на кинезитерапија за цервикален синдром, прво да почнеме. Значи, вака се цервикален синдром. Цервикалниот синдром, односно, представува болка во вратот при дегенеративни заболувања. Може да биде при да имаме вкочањето на вратот, исто така, меѓутоа доколку болките во вратот почна да се, да речеме, да се шират во рамената по вздолж екстремитетите, тогаш станува и за цервикобрахијален синдром. Цервикобрахијалниот синдром најчесто го, значи, се засегнати луѓе, односно пациенти кои што работата име во една позиција, кои што се изложени на провев, пациенти во административни работници кои што работат пред компјутер и често болката е локализирана на една страна, меѓутоа многу или една рака, меѓутоа може да биде и во некои случаи и на да се распространува селективно, односно во сите правци. В кинезитерапијата кај цервикален синдром или цервикобрахијален синдром се применува нормално, па повторно ќе речам, пациентот доаѓа кај физијатар, одредува, тоа е, да не се повторувам повторно, значи има прегледане, имаме добиено налог од докторот дека ние кај пациентот треба да работиме физикална терапија, која што е за таков тип на синдроми неизбежна, и да се спременуваат кинезитерапевски движења или вежби, кои што се вежби за истегнување на вратот, доколку имаме ограничени движења, потоа се работат вежби за зајакнување на вратот и вратната и паравертебралната мускулатура, како и вежби за раздвижување и зајакнување на рамениот појас. Така да со самото тоа, кога пациентот ќе дојде на физикална терапија, неизбежен е тој мануелен третман како припрема за спроведување на кинезитерапија, односно мануелната масажа, наједноставно да кажеме на гледачите, и потоа се применува на одредени вежби. Самите ние физиотерапевти правиме проценка што е неопходно да и од каде да почнеме и со кои вежби. Значи не се работат вежби, како што реков, тие треба да бидат дозирани и точно спроведени. Значи не се прават вежби, сега ќе почнеме да работиме на вежби за врат и да по све живо да почнеме да истегнуваме, да зајакнуваме, да раздвижуваме и така натаму. Значи се треба да биде извршено умерено. Така, умерено и под стручен дозирано, надзор. И под стручен надзор. Секако. Што е со лумбалниот синдром? Лумбалниот синдром или лумбосакрален синдром, тоа се ќе кажам болки кои се явуваат во долниот дел на ребетниот столб на кичмата и во пределот на слабината, во пределот на крстот. Исто така, лумбалниот синдром може да биде пратен и со лумбоишијалдичен синдром, така наречем, или со лумбоишијалдична болка, каде што исто така, како што рековме кај цервикалниот, така и кај лумбалниот синдром, доколку болката почне да се спушта вдолж долните екстремитети, глутеалната регија и така натаму, станува збор за лумбоишијаличен синдром. Лумбоишијалгијата или лумбалниот синдром најчесто се јавува како резултат на неправилна положба на телото при работење физичка работа, односно подигнување на
товар, долго седење во иста положба или долго стоење во иста положба. Исто така може да се јави кај спортисти, рекреативци, каде што имаат најголемо оптеретување на долниот дел на рветниот столб, како што се, например, гимнастичари, луѓе кои работат, имаат активности во теретана и фалочина, копија и диск и така натаму. На вежбите за кинезитерапијата, за лумбалниот синдром или за лумбалната болка, исто така ја вршат, барем во клиничката болница Аџо Бадем Систина, едуцирани физиотерапевти, кои што имаме одредена шема. Меѓутоа, повторно ќе кажам, прво правиме проценка на самиот пациент, што е како главен проблем, што може, што не може да изведе и врз основа на тоа ги дозираме и ги покажуваме вежбите на самиот пациент. Вежбите може да бидат, исто да кажам, во група, може да бидат во пар, или може индивидуални и во група. И меѓутоа во сите случаи физиотерапевтот е тој во сите случаи се вршат под надзор на физиотерапевт. Така. Имаме гледач, ајде да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до сите вас и добар ден. Ајде. Едно прашање до физиотерапевот, ако може. Повелете. Доктор, ја од физиотерапевот, ја 2015 сум опериран од канцер. Канцер на што? Да. Кој дел? И после тоа прекина хемотерапијата, ми се фатија нозете. Добро. Дали посетувавте физикална терапија, дали ви беше индицирана физикална терапија? Ја лежев на неврологија и примав ова физикална терапија у Козе, ама немам никаква помош од 2015 година до ден денес. Добро. Значи, треба да се јавите повторно, да кажам, на доктор, стручен за оваа област, па потоа да видиме зашто нема подобрување, зашто нема самата состојба и доколку докторот смета дека можеби самата кинезитерапија, самите вежби да не се работат правилно. Значи, нема правило, а тоа треба да бидат добро дозирани и правилно применети. Повторно ја кажам, докторот треба да одреди дали влошената состојба или неподобрувањето е врз основа на несоодветна физикална терапија или пак се работи за нешто друго системско и така натаму, кој што треба да биде, да се направат можеби дополнителни исследувања и испитувања, дали невролошки и така натаму. Така, да. Добро. Имаме повторно гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Едно прашање. Се работи за 14 годишно дете, кое на левата страна од градниот кош има слабнатина, значи не се развива правилно градниот кош, па дали тоа би можело да се санира со вежби или нешто друго е потребно? Да, благодарам. Благодарам. Секако дека може да се јавите во нашата установа. Значи, ние ќе се потрудиме. Сте имале ли ваков случај? Не често, меѓутоа имаме, да. Случува. Меѓутоа треба да се почне на време, треба да се работи трпеливо и да се работат одреден вид на вежби, како што се активни респираторни вежби, за да се треба прво да се види, да речам, пациентот или детето, во која состојба е, па врз основа на тоа да се дозираат и да се спроведуваат вежбите. Но може да му се помогне, тоа е најбитно. Во секој случај, мора да се обратат на физиотерапевт или кинезитерапевт или физијатар и што поскоро се почне со вежби за овој тип на деформитет. Така, особено што има 14 години, е во пубертет, вистинско време за да се превземат одредени чекори. Ако немаме гледачи, јас би продолжила со артрозите, колку кинезитерапијата во овој дел од медицината може да помогне. Вака, кинезитерапијата помага, како што реков, кај доста типови на артрози, меѓутоа не во акутната фаза. Значи, прво треба да се обезболи пациентот, па потоа да се спроведе кинезитерапија. Дали ќе биде тоа најчесто
практикуваме активни движења, кои што треба да бидат, повтори речам, дозирани, умерени и да се направи проценка во кој стадиум е пациентот и што треба да постигнеме кај него. Многу ни е битна исто и возраста на пациентите, че не може, затоа велам, треба правилно да бидат дозирани во застојба од општата состојба на мускулно-скелетниот систем. Така. Во Аџибадем Систина болницата, какви имате најчесто болни на кои што ја применувате кинезитерапијата? Дали се тоа трауми, дали се ревматски заболувања, за што станува збор? Најмногу пациенти кои ја користат? Вака, во нашата клиничка болница Аџибадем Систина имаме секаков тип на пациенти, меѓутоа вие рековте болни. Пациентите кои што доаѓаат кај нас се здрави. Ние работиме со претежно во амбулантскиот дел со здрави луѓе. Знаете зашто реков болни? Зашто рековме дека кинезитерапијата е еден вид на лекување за тоа болни. Толку да, лекување со движење. Така. Да, и кај нас доаѓаат здрави луѓе. Така барем ние се шалиме, вие сте, викам, здрав човек, не сте болен, Тоа малку и мотивацијски да делува, така, нели? ние лекуваме, работиме здрави луѓе, повредени, увредени и навредени. Добре. Така да физикалната терапија или кинезитерапијата најчесто имаме фрактури, скршеници, значи најчесто лекувани оперативно, меѓутоа имаме и конзервативно третирани фрактури. Вежбите или кинезитерапијата кај овие пациенти е различна, затоа што се почнува, да речеме, кај пациент кој што има имобилизација, има фрактура, меѓутоа има имобилизација, се работат статички вежби, изометрички вежби, каде што немаме каде што имаме зголемување на тонусот, но немаме придвижување на зглобовите и на должината на мускулот. Исто така правиме проценка, правиме тестови, да видиме во која состојба е пациентот и во која фаза ќе се јави на физикална терапија. Доколку тој се јави на време и на време да почнеме со спроведување на кинезитерапијата, уште во фаза на имобилизација, доколку нема потреба од операција, тогаш ќе биде многу брзо, побрзо рехабилитиран и ќе се врати на нормално функционирање во секојдневниот живот. Така. И среќен ќе замине од Систина. Во секој случај. Така е. Ајде да го чуеме гледачот, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Куманово. Имам 65 години. Имам мало искривување на кичмата, кое доведува до полови. Дали примена на кинезотерапија ќе помогне нешто и сето тоа колку третмани треба, колку сини и... Дали болките се Тоа е само во... тоа. Каде ви се болките? Во кој предел ви се? Дали во кичмата, дали вдолж нозете, дали целиот рвет? Тоа се рефлектира и на нозете, и на рбетот нагоре, а искривувањето е во долниот дел, од половина надоле. Добро. Благодарам на прашањето. Значи, секако дека кинезитерапијата ќе помогне. Во предвид секогаш имаме возраста на пациентот, за да можеме да дозираме во вежбањето. Кај вакви пациенти, од најчесто, значи, прво треба да ги обезболиме, затоа што самото движење, самата кинезитерапија не треба да предизвикува болка. Треба да имаме олеснување на намалување на болката, треба да се направи проценка дали треба да се работат вежби за истегнување или за зајакнување на таа паравертебрална мускулатура, дека ние ако имаме некој деформитет, зборам од пациентката, господјата од типот на кифоза, сколиози и така натаму, да делуваме сега немаме шанси, тоа се работи нели во порана возраст, меѓутоа доколку тоа искривување кај пациентката е предизвикано
од болка, од спаза, значи самиот мускул е спастичен и се брани од болка. Имаме такви искривувања, има природна позиција. Тука исто така прво ќе примениме физикална терапија, а после тоа и вежби за истегнување и за јакнување на паравертебралната мускулатура. Морам да напоменам исто дека кинезитерапијата, главно движење во кинезитерапијата ни се вежбите за истегнување на мускулите и каде што тоа доведува до зголемување на обемот на движење и зголемување на стабилноста на зглобовите. Добро, тоа е убава информација. Ајде да го чуеме следното прашање. Повелете. Да, ве слушаме. Да, и слушам. Да, ве слушаме ние. Поставете го прашањето. Јас пред 2,5 години имав можешен удар. Не беше одземе, али ето знае ногата и рак. Со времето ногата се пусти, а раката малко. По меѓувреме добив синдром на Паркинсова болест. Неизлиднејство на левата нога. И сега имам оттедното движење на таа страна, изгово да не може да се движам. Што ќе ми кај доктор, дали има некоја терапија за оваа болка или нема? Добро. Дали се движите, дали сте подвижен, не ме разбрав добро, дали можете барем да функционирате помалку, дали со помагало или без, или сте... Морам ја се одам до часијаци и стаја сум од кавадер. Нагорал сум од 17 години, и гледам до часијата, но и сте ми имам се още дека ќе падна. Благодарам на прашањето. Да, една комплексна ситуација. Токму така. Состојба која што е измешана од две работи. Има ли тука помош? Се работи за нека кажам повреда или состојба на централен нервен систем, односно Паркинсовата болест и цереброваскуларен инсулт. Значи секако дека мора да се спроведе кинезитерапија, односно вежби. Повторно ќе речам, треба да се јави на доктор, на физијатар, чисто да направиме проценка од која фаза да почнеме и што треба да постигнеме кај пациентот, да видиме дали како главна причина за отежнатото движење е слабоста на мускулатурата, дали се контрактури во зглобовите, во мускулите, спазми на мускулите. Се до тоа треба да направиме проценка, да го видиме пациентот, па врз основа на тоа да го упатиме или да го обучиме за одредени вежби, активни, пасивни или потпомогнати, во зависност од неговата состојба. Многу е битно, значи да му кажа пациентот дека мора да вежба, значи мора да се движи, меѓутоа умерено. Да не доведе до самите движења, не му предизвикуваат дополнителни болки и да не му го отежнуваат наредниот ден или наредниот сат движењето, да не може да обавува и нормални, да речеме, физиолошки функции и потреби во текот на денот. Затоа треба да биде умерено, меѓутоа прво треба да се јави на доктор, физијатар, да се види состојбата, или невролог, или неврохирург, без разлика, кој потоа треба да го упати на физиотерапевт, каде што ние ќе имаме комплетна слика од самиот преглед и од самите тестови што ќе ги извидиме кај пациентот, ќе одлучиме со какви вежби треба да се продолжи и во која фаза и со кој интензитет. Пред да го чуеме следниот гледач, само да ве прашам, со колкава успешност со помош на кинезитерапијата се излекуваат, јас пак ќе кажам се излекуваат болните од мозочен удар, Паркинсова болест, со колкава успешност? Вака сега се зависи од самата состојба на пациентот. Прво зависи во какви размери и бил самиот инсулт, дали исто така дали е кај пациентот имаме, да кажам, животот загрозувачка состојба во одредени моменти од тој церебрален инсулт, така да све зависи од Еве еден пример, вие кажете, со мозочен удар, пациент кој што... Да, меѓутоа не се сите пациенти исти. Точно, така е. Зависи од размерите на мозочниот удар. Кај сите пациенти имаме подобрување. Кај некој помалку, кај некој повеќе. Се зависи и од самата волја, и од самата желба, и од самата соработка на тие пациенти. Многу се, да речеме, тие пациенти некоја се многу тешки и за соработка. Се трудиме да им објасниме дека
треба да вежбаат, треба да работат и да им објасниме пациентите што ќе постигнеме со вежбите со кинезитерапијата. Доколку општата состојба на пациентот не го дозволи се до тоа да го примениме кај него. Така да успешноста на конкретно кај овие случаи, јас работам во амбулантски оддел на Аџибадем Систина, каде што имаме, пак ќе речам, здрави, подвижни пациенти кои што може да дојдат на физикална терапија и кога доаѓаат во таа фаза, успешноста е на многу големо ниво, на високо ниво, на висок процент. Така да Добро, оптимистички за кинезитерапијата. Дефинитивно најдобра метода, најздрава метода за подобрување на здравието кај пациентите. Така. Ајде да го чуеме сега гледачот, повелете. Добар ден. Добар ден. Јавувам од Битола, поздрав до вас и до гостинот. Благодарам. Едно прашање, дали при ишијадични болки помага кинезитерапијата? Како рековте, какви болки не разбрав? Ишијадични болки. Благодарам на прашањето и на јавувањето. Значи, споменав и претходно, кинезитерапијата, вежбите помагаат најповеќе, ќе речам, кај пациенти со ишијадични болки, меѓутоа прво треба да дојдеме до смирување на акутната фаза, че се смират болките, да се аплицираат одредени физикални процедури кои што се ординирани од лекар физијатар, кои што треба потоцна да ни препише и да ни даде зелено светло дека ние можеме да почнеме со одредени вежби или движења кои што се повторно ќе речам зајакнување и стегнување на мускулатурата. Исто така многу е битен на стадиумот или состојба стадиумот на ишијадичната болка, дали имаме одземеност на некој периферен дел, да речеме, нервус перонеус, дали имаме слабост на надколената и подколената мускулатура и врз основа на тоа правиме проценка и спроведуваме вежби. Многу е битно кај овие пациенти вежбите на првата фаза се изведуваат умерено и треба да се внимава, треба да се прати како напредокот, односно како напредува самиот пациент. Правиме проценка, па потоа одлучуваме од каде ќе почнеме и кога ќе завршиме со пациентот, меѓутоа самиот пациент на крај е секогаш успешно излекуван при ваков синдром и е застанат на нозе. Така. Во нашата Алфа ординација секогаш им даваме предност на нашите гледачи и нивните прашања. Еве го потрошивме времето за денешново издание. Доколку останаа некои прашања нејасни или повторно сакаат да прашаат нашите гледачи нешто на оваа тема, ве очекуваме повторно да ни бидете гостин во Алфа ординација. Со задоволство. Да зборуваме за кинезитерапијата и бенефитот, бидејќи навистина одгласите од вашите пациенти се позитивни и Бојан Цаневски, физиотерапевтот од Аџибадем Систина, е секогаш на позитивна листа кај нив. Токму така, јас морам да се заблагодарам на поканата. Беше чест што бев гостин во вашата емисија. Морам да си го поздравам тимот на физиотерапевти кои работиме во клиничка болница Аџибадем Систина. Значи не е само Бојан Цаневски, тука се ајде ќе кажам колегите од амбулантски оддел Дејан, Димитар и Катерина, кои што сме секојдневно заедно и упатувам поздрав до нив и така да кај кој год да се обратат од нас ќе бидат услужени и ќе бидат испратени со насмевка. Така, и Дејан и Катерина ги очекуваме во Алфа ординација. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Продолжуваме вообичаено со реклами.